Круела де Вил, недела навечер. Успеав да посветам време на чекање пред да заврши неделата. 8 часот и додека возам дома по трчањето, застанувам пред кафулето во раздвижениот дел од градот за да купам шиша ладна вода. Се паркирам паралелно со друго возило. Го гледам касиерот на неколку метри од автомобилот. Секако, таквото паркирање не е дозволено, но не дека ќе заглавам во доживотен затвор. Само што сакав да излезам од автомобилот, кога забележав дека некој упорно ме гледа. Се свртив. Прозорецот од автомобилот покрај кој се паркирав беше отворен. Со рацете на воланот возачот ме гледа со убиствен поглед. Нејзиниот поглед буквално капеше отров. Ми рече нешто, но не ја слушнав. Ја почувствував незината лутина, но не ја одговорив. Таа не ми е лута мене, сигурно е лута на себе. Го вклучив автомобилот и го ставив менувачот во рикверц за да може да излезе. Но се случи незамисливото. Автомобилот не сакаше да тргне назад. Повторно се обидов. Ништо. Круела го проколна и автомобилот. Никогаш досега не се случило ова. Вчудо невиден бев. Сета таа на вистина разбесни се пенеше во устата. Направил нагво движење да излезе, го исклучив моторот за да одморам и повторно го вклучив. Се разработи, најпосле успеав да се тргнам. Таа тргна забрзано во стил на Круела де Вил. Стариот јас ќе ја напуштеше во караница, но не и новиот јас. Сега знам колку е скапоцена мојата енергија и ја чувам како нешто свето. Знам како да го скротам мојот гнев. Знам дека соочувањето со жената не беше ништо лично. Знам дека ништо од тоа што ќе го речев или направив немаше да помогне. Сега знам што можам да контролирам, а што не можам. Се вложувам во работата што не можам да ги контролирам. Ги заобиколувам оние што не можам. Мојот татко често велеше: од едното убаво во другото. Ке речете полесно е да се рече отколку да се направи. Не е така. Само треба вежбање. Од тогаш научив како да бегам од одровни луѓе. По тој инцидент мојот автомобил никогаш повеќе не се однесуваше така. Може би треба малку вежбање за да се одбегнуваат отровните луѓе.